ист месец, 19 април 2011 се вработив како актер во Народен театар Охрид, а 21 април беше мојот прв стендап настап. Не дај Боже да си турист атеист таму. 7 дена на плажа, одиш 8-миот, што ќе правиме, брат? Мај в црква ќојме. И замисли, атеист в црква. Шо пред знаете атеист в црква? Влегви и не му се верви. Првиот настап ми беше во Кабаре Лектира во Битола на 21 април 2011 заедно со колегата Маријан Ѓорѓевски. А потоа започнавме со настапи во ова култно место, еден од најдобрите џез клубови во Македонија и веќе можам да речам и клуб за комедија, постепено се разви и во таа насока. Секако дека веќе има екипа која што стабилно работи и имаме над, можам да речам, 150 настани годишно. Леките падна. Аплаус македонци. Сочувство исто. Да. Пред се не треба да се заборави на слободата на говор. Значи, нешто може нас да ни се допаѓа, да не ни се допаѓа, меѓутоа исто така не треба да заборавиме дека одредена личност има право да се изрази, особено ако станува збор за некаква сценска форма. Значи, театарот и сцената воопшто постои за да си ги кажуваме работите. Тоа не секогаш е пријатно. Напротив, треба многу почесто да е непријатно, за да можеме да не ги правиме истите работи во реалниот живот, зашто сепак, колку да зборуваме ние дека тоа е мој став или не знам, мислење на сцената, тоа е друг тип на живот. Тоа е реалноста помножена по милион, значи е појачано со гледна точка малку поинаква, поостра, направено е намерно да е комично. Јас, например, не знам која е границата да имаш или да немаш голем нос. А важно е да знаеш. Например, треба да си постојат низа на прашања, си ги одговараш, се утврдува коефициент и си знаеш на шо си, разбира. Прашања од типот, например, дали правите некаква разлика помеѓу вас и Пинокио? А тој дрвен е. Прескокни го, дечко, првото е за загревање. Ништо сам не се прави, значи она зашто сум многу среќен во сиве овие изминати години е дека се создаде една неверојатна екипа која што е посветена и која што континуирано работи. Значи и од гледна точка на организација, зашто тоа е исто еден огромен дел кој што е во позадина на секое шоу. Не можам да не го спомнам господин Филип Ангеличин Жура, кој што можам слободно да кажам дека ми е десна рака не само за моите проекти, туку за сите што ги работиме. Значи не сум само јас на сцената, апсолутно дека направивме заедно со колегата Стрезо Стаматовски едно комично кабаре Two Mothers Brothers или од две мајки браќа, во кое што пак од друг аспект ги третираме проблемите кои што не засегаат во општеството. Тоа е една сатирична форма во која што по пат на скечеви или по пат на пародија на познати песни и на наши авторски песни се исмеваме со сето она што не засега. Исто така тука е и еден од моите најдраги проекти импровокација, кај што заедно со Филип Кипровски, колегата, значи и Никола Јосифовски, кој што не придружува од музички аспект, значи направивме една тотално нова форма на театарска импровизација. Секое шоу е премиерно затоа што публиката учествува, дава предлози и апсолутно немаме појма што ќе се случи вечерта која што настапуваме, зашто зависи во огромна мера од публиката.
И ризикот да се излезе во таква неспремна варијанта е огромен предизвик. Тоа те прави да си буден, присутен и да реагираш, да си активен во моментот и е неверојатна форма. Исто така не можам да не спомнам, сега ти си од другата страна на камерата, меѓутоа се создаде една екипа, една млада стендап екипа од четворица, можам да кажам, неверојатно посветени луѓе, со кои што заедно работиме и се постигнуваат неверојатни резултати, така што мако трпен е патот, меѓутоа има, ако погледнеме наназад, неверојатен прогрес. Сите заедно успеавме да направиме летен комеди маратон кој што трае веќе неколку години и публиката го препознава и се трудиме сето таа приказна да расте. Не знам зошто од сите можни одредници на планетава што можат да постојат, требаше географска да ни се одредница. Значи нас географска не ни треби, психичка брат одредница. Ни треби нервозна Македонија. Најубо неопишвит. Моментот кога публиката реагира на материјалот е како наркотик буквално, нешто кое што да речам во одредена смисла човек станува и зависен. И имам забележано дека вечерите кога тестираме нов материјал ми се во последно време најинтересни, зашто очекувањето, ризикот, присутноста се е на едно позголемено ниво. Кога веќе шегата се знае, полека почнува да умира и да ми ставува мене лично досадна и затоа имам тенденција почесто веќе да го променувам материјалот. Од гледна точка на предизвик, буквално и во театарот, и со стендап, би сакал веќе да ги видат работите што ги правам поголем број на публика. Се трудам во последно време да работам доста на англиски, исто настапувам и на српско-хрватски, и на бугарски јазик. Се трудам, тоа е затоа што ми е предизвик на друг јазик, затоа што тлото е тотално поинакво. Има работи кои што се непреведливи и треба да се помачиш за да станат интересни. И би сакал да не остане приказната само локална, подразбирам да остане само во македонски рамки. Сакам колку што е возможно да повеќе луѓе да допрам со својот материјал.